Министерот за здравство Венко Филипче на утринска координација со членови на Комисијата за заразни болести разговараа за епидемиолошката состојба во Тетово и се договорија до главниот координативен кризен штаб на владата да предложат нови мерки за овој регион, како би се спречило рапидно ширење на коронавирусот. Состојбата во Тетово е крајно сериозна и новиот бран е веќе пристигнат, а тоа беше за очекување бидејќи состојбата е слична секаде во регионот. Летните одмори донесоа голема фреквенција на движење и тоа беше очекувано. Од тука мора да се вратат одредени мерки на сила за да се спречи поголемо ширење на вирусот. Анализите кои беа изработени изминативе денови од страна на Институтот за јавно здравје укажуваат дека вирусот пред се шири кај невакцинираните. Над 90% од новите случаи се невакцинирани граѓани. Од друга страна, опфатот со вакцинација е по 20% во Тетово. Како кластери каде најбрзо се шири вирусот се свадби и прослави на затворено кои ги има многу во овој период. А според информациите на локално ниво воопшто не се почитуваат мерките за превенција пред се носење маски на затворено, велат од Министерството. Министерот и членовите на Комисијата за заразни болести ги предлагаат следните мерки и рестрикции. Забрана за одржување на сите масовни настани на затворено, свадби, прослави. Ова е клучно да се почитува во следниот период, а граѓаните мора да разберат дека оваа мерка е нужна. Исполнетост на затворениот дел од угостителските објекти не смее да надминува 30%, а на масите не смеат да седат повеќе од 4 лица. Засилени контроли за спроведување на овие мерки, но и мерките за лична заштита, и тоа пред се носење маски на затворено. Засилување на теренската вакцинација и комуникацијата на локално ниво, со цел зголемување на опфатот, бидејќи е јасно дека само со вакцинација може да спречиме и ширење и ризици од тешко заболување кај пациентите. Инаку се поголем број граѓани бараат медицинска помош во Тетовската клиничка болница. Во текот на вчерашниот ден се хоспитализирани нови 7 лица, така што на болничко лекување се вкупно 43 пациенти. Освен инфективното оделение и двата ката на интерното, во функција е и модуларната болница. Значи, ние сега имаме као ковид центар, го имаме инфективно оделение, го имаме интерно оделение, двата спрата, едниот беше функционален и плюс ова модуларната болница. Ако има потреба и сите клиники ќе ги преименуваме на ковид центар, комплет цела болница. Бројките на ново заразени постојано растат. Во ковид статистиката за Тетово само во текот на вчерашниот ден биле регистрирани 95 ново заразени, така што бројот на активно болни се доближува до 400.